Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Како да се обезбеди нуклеарниот материјал во наредните 4 години за да не заврши во раце на терористите? 47-те земји учеснички на нуклеарниот самит вторникот во Вашингтон планираат со заедничка декларација на оваа тема да ја завршат средбата што се одржува во видливо зајакнати услови на безбедност во американскиот главен град. Со ова го започнуваме блокот вести. Домаќинот американскиот претседател Барак Обама кажа дека со фактот дека терористите се обидуваат да дојдат до нуклеарен материјал, зголемен е ризикот од нуклеарен напад. Тој подвлече дека државниците мора на дело да реагираат, а не само да говорат за обезбедување на материјалот. 47-те држави учеснички планираат заедничка декларација на оваа тема, во која ќе ветат исполнување на целта во текот на наредните 4 години. Експертите велат дека ширум светот има доволно високо збогатен нуклеарен материјал, за да од него се направат најмалку 120.000 парчиња нуклеарно оружје и тие се загрижени дека дел можел да падне во раце на терористите. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс заминува на латиноамериканска турнеја што вклучува посети на Перу, Колумбија и Карибите, а чија цел е подобра соработка на полето на одбраната. Гейтс претходно во Вашингтон потпиша договор за армиска соработка со бразилскиот колега Нелсон Джобим. Делегација на Стейт департментот во Москва ќе разговара за правилата според кои американските семејства посвојуваат деца од Русија. Москва се закани дека ќе го прекине посвојувањето откако минатата недела американка од сојузната држава Тенеси испратила 7-годишен посвоен син сам по авионски пат да се врати во Русија. Таа тврди дека момчето е со насилно однесување и дека руските власти не ја информирале за тоа. Американските власти разгледуваат дали да ја гонат кривично. Мама занимаеше с ним. Создавањето на новата европска дипломатска служба и предизвиците на заедничката европска надворешна политика беа тема на расправата што деновиве се одржа во Институтот Брукингс во Вашингтон. Прилогот е на колегата Гоце Јаневски. Поводот беше промоцијата на книгата Надворешната политика на Европската унија, проценка на европската улога во светот, од група автори кои ја анализираат заедничката европска политика и новата улога на Европа во мултиполарниот свет. Подготвена ли Унијата во тој контекст да го превземе суверенитетот од поединечните држави членки на повисоко европско ниво? Згора на тоа, како европската надворешна политика се одразува на атлантските односи, беа главни прашања на расправата. Западниот Балкан секој е еден од европските предизвици. Според поранешниот италијански премиер Джовани Амато, постои широк консензус за европската политика кон Балканот. За Македонија, Амато смета дека работите се движат во добра насока, освен проблемот со името, за кој кажа дека во основа е бесмислен, укажувајќи на грчкиот тврд став од една страна, но и на тоа дека Македонија на извесен начин самата го усложнила проблемот со именувањето на аеродромот во Скопје како Александар Велики. Надвор од тоа, Македонија е мощно блиску до стандардите за пристап до Европската унија. Да не го заборавиме процесот на визна либерализација што возможува луѓето од Македонија, Србија и Црна Гора да патуваат слободно во Европа. Според Амато, тоа е еден од клучните предуслови за членство во Европската унија. Јас сум сигурен дека работите на крај ќе се разрешат, дека ќе биде невозможно за постојаните членки да ја отворат Македонија и веројатно Србија и Црна Гора. Босна е посебен проблем. Даниел Хамилтон, председател на Центарот за трансатлантски односи на Универзитетот Џонс Хопкинс, пак смета дека токму Балканот е подрачје каде не постои европски консензус за важните политички прашања. Балканот е подрачје каде што имаме прогрес и не дека имаме американски или европски поглед на него, не постои европски поглед. Францускиот амбасадор во САД Пиер Вимонт ја потенцира важноста за приклучувањето на Западниот Балкан кон Европа. Според него, освен разрешување на економските проблеми, приклучувањето е решение и за отворените политички прашања. Египет, Нигерија и Перу се во групата од 21 земја кои составија листа на културни артефакти што бараат да им бидат вратени. На најдомнешната конференција во Каир учесниците тврдеа дека најчеста главна пречка за репатриацијата се музеите. Со враќањето на саркофагот на Имеси во Каиро, Египет извојува голема победа. Имеси бил маж од времето на фараоните. Неговиот саркофаг бил пресретнат пред 2 години во Мајами. Од каде дошол и каде бил упатен, остана непознат. Захи Хавас, кој раководи со египетскиот врховен совет на антиквитети, вели дека украдените артефакти честопати завршуваат во музеи.
are the main source for buying stolen artifacts. Музеите се главните купувачи на украдените артефакти. Ако престанат да купуваат, ќе има и помалку кражби. На конференцијата, чиј домаќин беше Хавас во Каиро, делегација од цел свет ветија координирана акција за враќање на националните богатства. Лилијана Чино во Министерството за надворешни работи на Перу е задолжена за прашање од културата. Приоритети е да го врати богатството од градот на инките, Мачу Пичу. Тамошните артефакти биле пренесени во сад на истражување во музеот Пибоди при Универзитетот Јейл. It was given as a loan. Дадени беа само на заем. Се надеваме дека Јейл ќе го одржи зборот и ќе ги врати. Универзитетот пак тврди дека го вратил тоа што го должел, а она што останало е полноправно нивно. Некои од музеите што чуваат спорни артефакти наведуваат дека тие се премногу кревки за да издржат префрлање. Други пак велат дека некои, како познатата Розета, што британскиот музеј ја зеде од Египет уште пред 200 години, се од толкова историско значење што му припаѓаат на цел свет. Аргументот е погрешен, возвраќа Јусуф Абдула Усман, раководителот на Комисијата за музеи и споменици на Нигерија. We are not saying that these things should not be enjoyed by everyone. Не велиме дека не треба сите да уживаат во овие предмети, туку дека би биле подобро сватени доколку се изложат во културната средина каде биле создадени. Нигерија бара враќање на неколку објекти, како бронзите Бенин, што британските сили ги зеле пред повеќе од 100 години, а сега се наоѓаат низ цел свет. Захи Хавас е движечката сила зад напорите за репатриација. Вели, како археолог му е помило кога артефакт ќе биде вратен во Египет, отколку кога самиот ќе ископа таков. Утре во News Flash, реформа на имиграционите закони во САД. Кој е за, а кој против? Ова беше се за денес, како гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и се гледаме утре.